Големото невреме кое што синоќа ја погоди Битола го парализираше градот. Силниот ветар и дожд кој што паѓаше околу 1 час направија вистински пустош и хаос во одредени делови на Битола. Улиците наликуваа на вистински езера, реки од вода течеа насекаде. Имаше паднати дрвја, затната канализација, ѓубре, кал и камења насекаде. Се оштетија и улиците кои што веќе подолг период се во фаза на реконструкција. Силната вода го однесе тампонот и градежниот материјал. Се поплавија подрумите на голем број куќи, како и деловни објекти. Во реонот зад здравствениот дом во центарот на Битола, надојдената вода носеше цели купови земја и камења, поради што беа блокирани делови од улиците, а пријавени се и поплавени објекти и оштетени возила. Една од најпогодените улици беше улицата Дебарска, каде на одредени места се појави и оштетување на самиот коловоз. Жителите велат дека истото се повторува по секое поголемо невреме и бараат редовно одржување на атмосферската канализација. Дома жива вода ми се направи се. И кој ќе ми ги оплати мене ламинато, Коњановски ќе дојде. Што вика син ми, 3 години е петна улица. И ова рези лежи ми мајка. А за гласање први се. Кидат за гласање, ќе те молат. Па нема кој ќе гласање. За никој. Шахтата не е направена комуналец, плаќаме се. Шахтата има полно песок и дрво расат. Ми што да правиме. Страната е. Опозицијата пак преку соопштение истакна дека синоќешната катастрофална состојба на градот била доказ за системски пропусти во урбанистичкото планирање и одржувањето на јавната инфраструктура во Битола. Според нив, потребна била итна ревизија на атмосферската канализација и забрзување на инфраструктурните проекти. Официјална информација досега од општина Битола нема. Според Центарот за управување со кризи, по пријавените случаи на бројот 112, на терен били ангажирани екипи на јавните предпријатија и територијалната противпожарна единица, кои што до доцна синоќа работеа на расчистување на одводните шахти и испомпувањето на водата од поплавените објекти.